Со вас Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите, настаните на денот. Заседание на главниот штаб за кризи за состојбата со водата во Гостивар. Пожарот во Кавадарачко се уште активен, но под контрола. Сомневање дека бил подметнат на 2 август. Над 200 повици дневно до брзата помош во екот на топлотниот бран. Нов сомнителен случај на западно-нилска треска во Скопје. Симптомите се најизразени кај повозрастните и хронично болните. Од полноќ ново поскапување на дизелот, литар гориво само половина денар под стотката. Притвор за узурпаторката на локалитетот Куклица предизвикала нов инцидент. Грција во тешка битка со шумските пожари. Нивото на Дунав порасна за неколку милиметри. Вести во живо за состојбата со водата во Гостивар и пожарот во Кавадарачко. Останете со нас, почнуваме. Заврши заседанието на главниот штаб за кризи. Во моментов почнува пресконференцијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Се вклучуваме во живо да проследиме кои се информациите. Може да соопштиме дека е исправна вода за пиење. Остануваме на истите препораки од претходно и од страна на Институтот за јавно здравје, АХВ, од страна на експертите од јавното предпријатие Водовод Скопје, од страна на сите чинители кои што бевме денес овде, беа соопштени одредени детали поврзани со квалитетот на водата, точки мерни каде што се взимаат примероци, се уште варира квалитетот на водата и не е на соодветно ниво за да истата може да биде предмет на пиење, останува значи да се употребува како техничка вода. Се договоривме точно да како ќе продолжат останатите испитувања во иднина, ќе се зголеми да речеме квантитетот, континуитетот на мерење на квалитетот на водата од страна на повеќе институции. Почесто ќе се мери, така да штом ќе имаме 3 последователни, како што и соопштивме претходно, штом ќе имаме 3 последователни резултати на исправна вода за пиење на сите мерни точки кои што ги имаме во градот, тоа ќе соопштиме на гостиварчани дека водата ќе може да биде предмет и на пиење, освен на да се употребува како што се употребува до сега како техничка вода. Продолжуваме со испорака на флаширана вода за пиење. Еден од членовите соопшти дека негде отприлика околу 580.000 литри се доставени во текот на изминатите денови. Од страна на владата доставени се многу поголем број на количини од страна на општествено одговорни компании, од страна на други општини кои што беа вклучени во рамки на целокупниот процес, така да со флаширана вода ќе продолжиме и понатаму да доставуваме за да граѓаните на општина Гостивар имаат доволни количини на флаширана вода. Ако имате прашања, повелете. Дали може водата се употреба како техничка, со оглед на тоа што Тоа беше информацијата од главниот кризен штаб. Водата во Гостивар останува забранета за употреба. Ке има почести мирења за да побрзо се дојде до посакуваните 3 последователни извештаи кои ќе покажат дека таа е бактериолошки исправна. Детали ќе имаме во централниот дневник околу ова. Очекувано ова е една од темите околу која партиите си разминуваат и преписки. Од СДСМ утрово побараа кривична одговорност од премиерот и министерот за здравство. Од ВМРО ДПМН пак тврдат дека постојат бројни документи кои покажуваат дека Гостивар во повеќе наврати пил загадена вода во времето кога беше Филипче министер за здравство, додавајќи дека тој ниту во тие моменти не реагирал соодветно. Со признанието за присуство на бактерија се потврдува дека капењето не било дозволено, а граѓаните не биле информирани. И повторно се врши хиперхлорирање. Кога се прави хиперхлорирање, капењето не е дозволено, исто така поради високото ниво на хлор. Концентрацијата на хлор мора да се спушти на дозволени вредности за да може да се користи. Министерот Клекоски најавуваше дека од оваа недела водата ќе може да се пие. Мицкоски рече дека има бактерија. Сега и официјално е потврдено. Присутна е опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, која има сериозни последици по здравјето на човекот.
И ова е страшна информација. Обвинителството мора веднаш да отвори истрага. Мора да има кривична одговорност за Христијан Мицкоски, Сашо Клековски и сите одговорни лица во институциите кои молчаа и не презедоа мерки додека беше загрозено здравјето на илјадници граѓани. 21.6.2023 година, во топли времиња, Социјалдемократскиот сојуз, додека беше на власт, не им кажа на граѓаните на Гостивар дека водата не е за конзумирање, туку ги остави да се трујат граѓаните. 5.7.2022, 19.7.2022 година, ова се документи кои стигнувале до Венко Филипче, но тој не наишол на разбирање. Почитувани граѓани, овие документи биле доставени токму до Венко Филипче и институциите кои тие ги воделе. Тие располагале со информации, но зошто не ги информирале граѓаните? Тие знаеле за проблемите, но зошто не ги отстраниле? Еве, ако евентуално не знаеле, како ја воделе државата? Наместо денес да држат лекции, Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче треба да одговорат зошто со години не презеле мерки за решавање на проблемите со водоснабдувањето, но и со безбедноста на водата за пиење во Гостивар, но и во сите други населени места. Под контрола е големиот пожар во Кавадаречко, кој изминатите денови беснееше на потегот Раец-Дреново-Кесандре. Надлежните очекуваа огнот целосно да биде изгаснат до крајот на денот, но во текот на денот се јавија и нови жаришта. Вклучени во гаснењето беа и 3 ер-трактори. Градоначалникот се сомнева дека пожарот бил подметнат, бидејќи избувнал истовремено на 5 меѓусебно оддалечени локации. Даниел Василев известува од овој реон. Даниел, каква е моменталната слика? Ден и половина им беа потребни на кавадаричките пожарникари за да го стават под контрола пожарот кој беснееше од 2 август помеѓу селата Дреново и Раец. Меѓутоа, со растот на температурите некаде во попладневните часови, огнот повторно пламна. Службите ќе имаат тешка работа со оглед на тоа што станува збор за терен кој е тешко пристапен како за човек, така и за возило. По ден и половина битка пожарот кај Кавадарци барем накратко беше ставен под контрола. Сепак, на тешко пристапниот терен, во текот на целиот ден, се забележуваа нови жаришта кои распламтуваат. Теренот е многу лош. На некои места е многу стрмен, на други места има трње, грмушки, густи трња низ кои што човек не може да се движи. Гори главно ниско стеблеста шума, но огнот со себе носи и лозија, се приближи до околните села. Вчера тука беше една жива катастрофа, би кажал. Имавме негде околу 10 км подолжна линија на самиот пожар, со голема обршта на горење на нискостеблеста шума, на грмушки, на трева и загрозување на селото Раец, Чесендри и на селото Дреново. Првичните сомнежи се дека пожарот е подметнат од дрвокрадец кој бегајќи од шумската полиција потпалил на 5 места што направило голема огнена линија. На 5 локации оддалечени од 500 до 700 метра, очигледно подметнати локации во непроводни предели во село Раец, атарот на Раец, село Чесендре и село Дреново. Годинава поради дождовите сезоната на шумски пожари почна подоцна од вообичаено, но сега кога цела Европа е под топлотен бран, надлежните стравуваат дека доколку состојбата излезе од контрола, Македонија ќе биде ограничена во барањето на помош преку Европскиот механизам за справување со пожари. Ве молам, бидете внимателни. Доволно е само една искра да настане катастрофа која што може да убие човек. Даниел Василев, Сител телевизија. Пожарите се еден од проблемите кои ги носат горештините, веројатно уште посериозни се и здравствените ризици, особено за повозрастните граѓани, бремените жени и оние кои влечат хронични болести. Поради најавените високи температури до 7 август, Институтот за јавно здравје апелира граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од топлотниот бран, особено во периодот од 11 до 17 часот, кога ризикот од изложеност на сонце е најголем. Најдобро во овој период да се остане во климатизирани простори, но доколку се јави потреба да се излезе надвор, тогаш да се носи лесна облека, капа и очила за сонце, како и да се бараат сенки. Храната треба да биде лесна и умерена и да се внесува повеќе вода. Ако чувствувате зашеметеност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка, побарајте помош. Преселете се во постудено место, колку што може побрзо и измерете својата телесна температура. Службата за итна медицинска помош информираше дека во овие денови значително е зголемен бројот на реакции на терен. Нивните екипи бележат дури по 200 повици дневно.
Уште еден повозрасен пациент со симптоми на западно-нилска треска е примен на инфективната клиника. Во болница се лекуваат вкупно 17 лица, тројца од нив се во критична состојба и приклучени на апарати за дишење. Лекарите предупредуваат дека најтешките форми на болеста се јавуваат кај лица над 60 години и кај хронично болните. Оваа година потврдени се 13 случаи, сите од Скопје. Уште еден повозрасен скопјанец со симптоми на западно-нилска треска. Утринава е примен на инфективна. На клиниката поради компликации од вирусот кој го пренесуваат комарците, хоспитализирани се вкупно 17 пациенти. Тројца се уште се во критична состојба и на апарати за дишење. Според клиничката слика, сите имале воспаление на мозокот и мозочните обвивки од вирусно потекло, иако кај 6 на ПСР тестовите биле негативни. ПСР технологијата не е златен стандард кај невроинвазивната форма на Вест Најлот, така што ние уште тие пациенти се подложени на дополнителни лабораториски исследувања и се лекуваат и се третираат како пациенти со западно-нилска треска. Сите пациенти кои се на болничко лекување на инфективна со западно-нилска треска се лица над 60 години и со други хронични заболувања и затоа развиле потешка форма на болеста. Инкубацијата на болеста трае до 14 дена. Никој не може да предвиди како ќе се одвива во одреден организма. Тоа што се знае досега е дека нормално подложни се повозрасната група. Сите пациенти што се хоспитализирани кај нас се над 60 години возраст и сите се со придружни заболувања. И тоа треба да се напомене. Според директорот на инфективна, многу висока температура, треска, силна главоболка, замор, малаксаност се дел од симптомите на западно-нилската вирусна инфекција. Кај околу 80% од лицата кои се каснати од заразен комарец, болеста поминува лесно и без никакви симптоми. Инаку годинава има најмногу, вкупно 13 потврдени случаи и сите се од Скопје. Александар Динев, Сител телевизија. Од полноќ ново поскапување на дизелот, литар гориво само половина динар под стотката. Притвор за узурпаторката на локалитетот Куклица предизвикала нов инцидент. Од полноќ нови цени на горивата, дизелот повторно поскапува, а бензините поевтинуваат. Регулаторната комисија дополнително ја примени одлуката за намалување на акцизите, со што спречи дизелот да ја надмине границата од 100 денари за литар. СДСМ обвинува дека по секоја владина најава за поевтинување следува нов ценовен удар, додека ВМРО-ДПМН тврди дека владата обезбедила стабилно снабдување и едни од најниските цени во регионот. Дизелот поскапува, бензините поевтинуваат. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ, литар бензин Евросупер БС 95 ќе се продава по 91 денар, 98 октанскиот за 93 денари, а дизелот ќе чини 99,5 денари. Во формирањето на цените, регулаторна применила дополнително намалување на акцизите. Па така, кај бензините акцизата сега е скратена за 2 денари, а на дизелот за 4. При пресметката, регулаторите ги анализирале берзанските цени во втората половина на јули. Без новото спуштање на акцизата, бензините по полноќ ќе се точеа по иста цена како досега, а дизелот ќе надминеше стотка. Реагира од опозицијата. Дизелот денеска повторно поскапува, трет пат поред, откако Мицкоски најави намалување на цената. Како што веќе рековме, секогаш кога Мицкоски ќе најави мерки за намалување на цените, веднаш следува ново поскапување. Граѓаните веќе имаат страф од најавите на Мицкоски. Знаат дека ќе поскапи се, бидејќи со поскапување на дизелот поскапува транспортот, храната и останатите цени. Пишуваат од СДСМ. Од ВМРО-ДПМН пак вела дека владата успеа да зачува сигурноста во снабдувањето со енергенси и да обезбеди едни од најниските цени на горивата во регионот. Граѓаните во ниту еден момент не останаа без гориво и не се соочија со ценовен шок. Тоа е резултат на навремени одлуки, добра координација, конкретни мерки кои обезбедија стабилно функционирање на целиот енергетски систем. Воспоставени беа ефикасни механизми за управување со кризна состојба. Обезбедени беа стабилен увоз на горива и доволни домашни резерви на енергенсите, со што снабдувањето на пазарот се одвиваше непречено во текот на целиот кризен период. Во петок државна статистика ќе објави колку поскапел животот во јули.
Трошоците во јуни годинава пак, споредено со истиот месец лани, пораснале за 3,4%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Македонската минимална плата според куповната моќ е највисока во регионот и над нивото во 7 земји членки на Европската унија, покажуваат податоците на Евростат. Но синдикатите предупредуваат дека статистичката споредба не отсликува реалноста. Со нето минималец од 421 евро за покривање на основните месечни трошоци се потребни повеќе од 2,5 минимални плати. Вредноста на македонската минимална плата највисока во регионот и поголема од 7 земји членки на Унијата. Евростат ги објави податоците за минималните бруто заработки на земјите членки, но и на кандидатите. Бројките покажуваат дека минималната бруто плата кај нас изнесува 624 евра и за 10 години се зголемила за 388 евра, односно во 2016-та изнесувала 236 евра. Ако се спореди покуповната моќ, според мерењата на Евростат, Македонија е пред Србија, Црна Гора, Турција и Албанија, како и пред 7 други европски земји. Евростат не ги прикажува износите на нето минималецот, па токму тука синдикатот критикува. Македонскиот работник со 421 евро минимална плата е на самото европско дно. За месечните потреби според нивната кошничка, потребни се 2,6 минимални плати. Иако според пресметките за куповна моќ, Македонија има вредност што е става нешто повисоко на листата, ова не смее да биде причина за задоволство. Затоа што нема работник што ќе каже дека со минимална плата во Македонија подобро се живее отколку во другите европски земји. Ова го потврдуваат и податоците од вредноста на синдикалната минимална кошничка, која за јули изнесува 68.498 денари, додека минималната нето плата изнесува 26.046 денари. Куповната моќ не значи дека работниците живеат подобро, туку само ја споредува вредноста на платите во однос на цените. Инаку според Евростат, најниска минимална бруто плата од европските земји се исплаќа во Бугарија 620 евра, додека највисока во Луксембург над 2770 евра. Според куповната моќ пак, највисок стандард имаат жителите во Германија, а најнизок во Албанија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Притвор за узурпаторката на локалитетот Куклица предизвикала нов инцидент. Грција во тешка битка со шумските пожари, нивото на Дунав порасна за неколку милиметри. Осум дена притвор за кратовчанката која незаконски наплаќала влезници и го узурпирала природниот локалитет Куклица. Обвинителството побарало притвор бидејќи таа со месеци не ги почитувала забраните. Продолжила да се заканува и да се пресметува со посетителите, а при последното приведување физички нападнала и полициски службеници. Меѓувреме почна судењето и за незиниот сопруг, кој е во 30-дневен притвор, откако попречи инспекцијски надзор на овој локалитет. Не предизвикувај! Кратовчанката која незаконски наплаќаше влез во локалитетот Куклица оди во притвор. По предлог на Кумановското јавно обвинителство, судот и одреди 8-дневен притвор на 41-годишната Стојна Димитровска. Најстрогата мерка за обезбедување е побарана бидејќи како што наведува обвинителството, постоела опасност жената да побегне или да ги повтори делата. Осумничината подлог период и покрај сите досега преземени мерки продолжува да го узурпира локалитетот Куклица, кој со указ е прогласен за споменик на природата. Да им наплаќа влезници на посетителите без правен основ, да се расправа со нив и да им се заканува, со што постојано го нарушува јавниот ред и мир. На Димитровска и претходно и биле изрекувани мерки на предпазливост и забрана за посета на локацијата кои одбивала да ги почитува, а при последниот инцидент и физички се пресметала со полицијата кога се обиделе да ја приведат. Јавниот обвинител го имаше предвид и фактот дека против ова лице веќе е во тек постапка за продолжено кривично дело узурпација на локалитетот Куклица, во кој се изречени мерки на предпазливост, вклучувајќи и забрана да ја посетува локацијата, меѓутоа таа одбегнува да го прими и почитува решението. Од обвинителството за Стител велат дека по завршување на истрагата не се исклучува за Димитровска да биде побарано продолжување на мерката притвор. Последната пријава за неа полицијата ја добила за време на празникот. На 2 август околу 18 часот таа физички нападнала повеќе лица кои дошле во посета на локалитетот. Набрзо потоа жената била уапсена, а на предлог на обвинителот одреден и е притвор. Во меѓувреме во судот во Кратово денеска почна судењето против нејзиниот сопруг кој минатиот месец попречи увид на пазарните инспектори. Тој во моментов веќе е во притвор во траење од 30 дена.
Зоран Јаневски, Сител телевизија. Две лица се повредени во тешка сообраќајна несреќа што денеска се случи во центарот на Скопје на крстосницата кај собранието и градската општа болница Свети Наум Охридски. Во судирот учествуваат две патнички возила кои од целината на ударот се значително оштетени, а бил урнати еден од семафорите на оваа крстосница. На местото на несреќата веднаш пристигнала екипа на итната медицинска помош. На повредените им била укажана прва помош, пошто биле пренесени во болница за понатамошно лекување. Според очевидци, непосредно пред судирот, возилата се движеле со голема брзина, но причините за несреќата допрва треба да ги утврди полицискиот увид. Полициските службеници во јули напишале вкупно нешто под 21.000 казни за сообраќајни прекршоци, информираше МВР во соопштение утринава. Нешто над 4.200 казни биле за брзо возење, а за безобзирно управување приведени се вкупно 496 лица. Минатиот месец вкупно биле одземени 332 возила. Околу 2000 моторџи добиле казна дека не носеле кацига, а близу 4700 возачи добиле казна за погрешно паркирање. За споредба, камерите на Safe City, кои се поставени само во неколку градови и на автопатите, месечно во просек регистрираат околу 25.000 прекршоци. За пари или за принципи? Зошто левица го блокираше изборниот законник? Постои ли политички диалог во Македонија барем за најважните прашања? Како победникот на локалните избори се справува со предизвиците за главниот град? Не треба ли војска за чување на водоснабдителните системи? Тема на денот во 19 со пратеникот на левица Амар Мециновиќ. Тајната дипломатија на владата за надминување на спорот со Бугарија предизвика нови обвинувања од опозицијата. СДСМ вели дека не му верува на министерот Муцунски и се сомнева во европските намери на ВМРО-ДПМН, додека левица предупредува дека зад затворени врати се подготвува ново отстапување од националните интереси. Тајните разговори не се ништо ново во светската дипломатија, но СДСМ не му верува на министерот Муцунски, бидејќи според нив неговата партија не сакала Македонија да стане дел од Европската Унија. Во ред во дипломатијата тоа функционира. Меѓутоа, јас не знам дали некој му верува, ние сигурно не му веруваме, веќе резултатите се катастрофални. Јас лично не го гледам него како министер за надворешни работи, надворешната политика ја води во оваа држава Христијан Мицкоски, он е извршител на сето тоа што стигнало како наредба од Мицкоски. Ние неколку пати подававме рака, неколку пати укажувавме дека потребен консензус, меѓутоа никогаш таа рака не беше прифатена. И не е прифатена од проста и едноставна причина што никој во таа влада, почнувајќи од самиот премиер, не сака Македонија да ја види во Европа. Зошто? Затоа што таму постојат правила на игра, постојат строги принципи и никој нема да ви дозволи да крадете. Во левица пак сметаат дека владата на ВМРО-ДПМН спрема предавство на македонските национални интереси. Се обвистинија предупредувањата на левица околу лажноста на ветувањата на ДПМН е дека тие со интегритет и достоинство ке застанеле во одбрана на државата, народот и јазикот. Моментално гледаме сценарио во кое МНР и владата го опипуваат пулсот на македонскиот народ за да искористат можноста да прошверцуваат еден ваков договор. Пред само недела дена во манир на политички шпекулант, Муцунски ја коментираше ништожноста на одредени ставови во преговарачката рамка. За сега да излегува со коментари дека самиот тек на преговорите мора да остане во тајност, се вели во соопштението на левица. Министерот Муцунски вчера во интервју за МИА потврди дека се водат разговори за надминување на спорот со Бугарија, но не откри повеќе детали коментирајќи дека на тој начин ќе го загрози процесот. Тврдеше дека владата останува на позициите дека не е подготвена за одстапки за прашања поврзани со идентитетот, историјата, јазикот и културата. Александар Спасовски, Сител телевизија. Струшката полиција поднесе кривична пријава против 52 годишен жител на Струга, кој за време на линденското одбележување во селото Ташмаруништа упатувал вербални навреди кон јавни личности, меѓу кои бил и премиерот Христијан Мицкоски. Од ОВР Струга соопштија дека против СГ е поднесена пријава поради сомнение за кривичното дело насилство според членот
386 став 5 од Кривичниот законник. Инцидентот се случи во неделата на 2 август. Според полицијата, 52-годишникот бил лишен од слобода по претходна пријава дека упатувал вербални навреди кон јавни лица присутни на прославата на Денот на Републиката. Во првичниот полициски билтен беше наведено дека лицето било пријавено за спречување на службено лице во вршење на службено дејствие и дека по документирањето на случајот ќе следува соодветна пријава. Сепак, по истрагата, полицијата го преквалификувала случајот и поднела кривична пријава за делото насилство. Според информации што ги објави СДСМ, пријавениот е роден во Кочани, но живее во Струга и има македонска лична карта. Полицијата официјално го наведе единствено како жител на Струга и во своите соопштенија не објави податоци за негово потекло или документи кои ги поседува. Инцидентот прерасна во ново политичко препукување меѓу партиите. Први реагираа социјалдемократите, од каде прашаа што навистина му се случило на Мицкоски во Ташмаруниште и дали бил навредуван од граѓани незадоволни од неисполнетите ветувања. Опозицијската партија оцени дека инцидентот е последица на, како што наведува, политиката на поделби и ширење омраза што ја води ВМРО-ДПМН. Од власта пак одговорија дека не станува збор за поголем протест, туку за едно лице кое според партијата било под дејство на алкохол и се обидувало да предизвика инцидент со непримерни дофрлања. Владачката партија тврдеше дека при легитимирањето лицето покажало бугарска лична карта и бугарски пасош. Откако го поврза инцидентот со, како што наведоа, странски центри на влијание и обвинија СДСМ дека го користи случајот за политички конструкции. Охрид го заокружува шпицот на туристичката сезона. По илинденскиот викенд градот и натаму е полн со туристи, а надлежните веќе прават стратегии како македонскиот туристички центар да остане атрактивен во текот на целата година и да привлече нови посетители. Летната сезона во Охрид е во полнек. Дел од туристите за прв пат го откриваат градот, други пак воодушевени од убавините повторно му се враќаат. Според експертите, идејата на туристичката дестинација треба да се темели на квалитетот и проширувањето на понудата. Клучно е да се работи пред и по сезоната за да има туризам во текот на целата година. Она што е важно дека се разбира, ние се повеќе треба да ја прошируваме, да избегнуваме на шпиц сезона која што е точно овие денови, затоа што тоа не е добро ни за туристите, ни за локалното население. Меѓутоа, тоа е еден посериозен процес и што нашата предсезона укажа дека некаде Охрид имаше 5,2% зголемување во однос на минатата година, значи имаме добри активности во однос на предсезоната. После сезоната верувам дека ќе биде добро, затоа што лично за некој професор од Австрија пробав да резервирам повеќе соби, верувате се, сите хотели покрај ривиерата беа зафатени во октомври. Туристичките работници велат дека неопходно е да се прават истражувања да се инвестира во промоција на дестинацијата. Мислам дека пазарот се заситува во една одредена дестинација, треба да се прават истражувања и треба да се промовира Македонија и Охрид и во други дестинации кои што да кажам се свежи под наводници и ќе донесат една нова енергија и секако треба да се инвестира во промоција на земјите кои што доаѓаат тука повеќе години, меѓутоа секоја година треба да се прави нови програми, нови понуди за да може да обстојува таа дестинација. Бројните туристи деновиве уживаат во сето она што го нуди градот, езерото, природата, културно-историските знаменитости, манифестации, концерти и забави. Инаку најбројни според последните податоци на Државниот завод за статистика се германците по кои следуваат гостите од Србија, Турција, Франција, Хрватска, Белгија, но не изостануваат ни останатите земји. Нина Ритоновска, Сител телевизија.